Ова е втора година како сум дел од Бадниковите поворки и втора година како на еден свечен и достоинствен начин заедно со мојот православен христијански народ преку манифестација на настани го празнуваме Христовото раѓање и го најавуваме овој преубав празник Божик. Особено сум почестена што јас како брентна љубојна и ова прекрасна група на луѓе од традицијскиот оддел на ДМ Боуц Илија Николовски Луи и некој од нив токму во мојата класа го добивме благословот на отец Партени од манастирот Свети Јован Бигорски, со чија што љубов и посебно чувство на естетика ние овде се сплотивме и ја возобновивме оваа четврта каланда или коледарска песна Божикна, со која што го најавуваме Христовото раѓање и носи токму таков наслов Христос се роди денес. Во пештера се раѓа, во јаслина животните. Всушност станува збор за традиционална православна песна од нашето традиционално богатство, кој што потекнува од Смирна, ја пееле повозрастните луѓе да ја сообштат веста за Христовото раѓање на во Бадник по ручекта вечерта. Оваа песна еден отец ми шепна дека ја слушнал едно време кога со баба му одел во црква, ама во последната половина од 20 век поради не конзумирање, не презентирање на оваа песна, сме ја подзаборавиле, така да конечно ќе ја слушнеме на голема радост. Домакинот на куќава, долго жив да биде. Оваа песна, оваа празнична песна има преубав текст и кој што токму зборува за таа празнична атмосфера, светлината и радоста на тој момент на Христовото раѓање и сакала да издвојам неколку стихови кои верувам ќе ви се допаднат, а еве и зошто. Во еден дел од песната се вели: во овој дом што пееме камен да не падне. Домакинот на куќава долго жив да биде и добра ноќ ќе одморете, па во црква брзо појдете на светата литургија со многу побожност и радост. И дома штом се вратите, на трпеза да каснете. Дајте и на сиромаси, за никој да не снема. Мислам дека ова се зборовите кои што навистина ја содржат најубавата и најсуштествена порака на овој празник, на кој што во светлоста Божја навистина сите треба да се сакаме и да се сплотиме. Многу ми е драго што сум дел од тимот кој што ја спреми оваа величенствена Божикна песна. И после песните Вечниот Бог и небо и земја, верувам дека и оваа песна ќе си го најде патот до народот и ќе биде општо прифатена исто како и претходните песни. Во овој момент би сакал да изразам и голема благодарност до старецот отец Партени, кој што навистина со голем вкус и со естетска префинетост ни помогна заедно на сите за да можеме да ја подготвиме и оваа песна. Благодарност до Бигорскиот манастир и отец Партени сега година што ме удостојуваат да ги правам овие прекрасни византијски божикни песни. Наскоро очекувајте го финалниот производ, да ја чуете конечно оваа божикна песна за која што ја зборувам, да го погледнете спотот кој го подготвивме и да се радуваме заедно на овој преубав христијански празник. И Христос Бог